Здраво, дечки! Поздрав до сите родители кои што седат дома во карантин со своите деца. Ги правиме омилените активности на Кирка Мизара. Пред се активности што се прават дома и посебно активности за кои што не ви треба посебна подготовка, односно излегување надвор за набавка на материјали. Едни од омилените играчки не се така наречените open-ended toys, односно играчки без конкретна намена. Такви се овие пувки кои што ги користиме во многу намени. Ги редиме во празни држачи за јајца, ги двоиме по големина, по боја, ги редиме во чашки во боја според нивната соодветна боја, ги опишуваме. Едни големи, да. После? Каква боја се тие? И жолто. И бело. Кај е белото? А ова каква боја е ова? Ги именуваме боите и големините. Ова е црвено, тоа е? Ги префрламе од едно на друго место, како на оваа снимка. Ги броиме на глас и драматично. Вежбаме имагинација, замислувајќи дека се нешто друго. Например, правиме манџаи, во тенџерче ги ставаме поред. Жолтите биле компирите, зелените биле брокулите, белите биле кромидот, црвените биле месото. Ги мешаме, им ги сервираме на куклите и на чичамаче и на бебето. Сите дома имаме играчки во делчиња, кои што, откако ќе изгубиме некои од елементите, едноставно немаат повеќе смисла и функција. Ниту можеме да ги подариме на никого, ниту пак можеме да се ослободиме лесно од нив, најчесто затоа што не се подароци или затоа што сме ги платиле многу скапо. Ваквите играчки обожавам да ги рециклирам, односно на овие плочки дрвени од задната страна ги напишав имињата на членовите на нашето семејство. Така, добивам една крстозборка која што е многу интересна за Зара, затоа што таа и покрај тоа што не знае да ги реди буквите, ги знае почетните букви на имињата на членовите на нашето семејство и го разбира концептот. Еве како изгледа сложувалката кога е склопена. Во една посебна кутија го чувам сиот накид кој што е безбеден за деца, значи да не е многу ситен, да не е кршлив, да нема делчиња кои што видливо можат да отпаднат и да бидат вдишани или прокултани. И се разбира да не е многу скап, затоа што често завршува оштетен после ваквите играња. Така, имам една голема кутија со бижутерија, која што секој пат не држи за забавени барем половина час. Си бил? Ама нема играчки. Нема. Ако се зафативте со раскривање на зимската гардероба и сите одамна неотворени гардеробери, не заборавајте пред да ги кренете сите зимски чорапи да ја испробате следната активност. Фиу! Кош! Промаши мама. Ајде сега Зара. Дала кош. Ајде еве уште една топка. Ајде уште една топка. Кој ќе даде сега кош? Ајде! Браво, Заза! Ајде ако пробајме. Еве уште една топка, леле. Кош! Уште топки? Ајде уште топки. Уште една топка. Ајде. Кош. Предлагам уште една наша омилена игра, тоа е адаптација на игрите со зборови. Доколку вашето дете е многу мало за да го разбере концептот на каладонт или на буква или слични игри со зборови, можеби можете да се обидете да ги адаптирате овие игри на нивото на речникот кој што го има детето.
Во секој случај, ова е многу интересно. Деца што сега прозборуваат и за деца што знаете дека ги знаат зборовите, ама не прозборуваат. И за деца кои што зборуваат во ограничен речник, а имаат на овој начин можност да го збогат. Забавата е загарантирана за целото семејство, пред се заради обидите нешто да се изговори правилно. Убаво кажи го, тато. А можеш ли да кажеш архитектура? Ау, браво. А можеш ли да кажеш оториноларинголог? А геометрија? Geometria. А Сатурн? Saturn. Математика. Mathematica. А можеш ли да кажеш правоаголник? Paragonik. А можеш ли да кажеш оториноларинголог? Сикстинска капела. Capela. Ајде да усуса Зажа. Што правиш ти, мама? Болек. Ајде усусува. Браво. Ајде натаму. А сега што става, Заза? Тап. А сега што става, Заза? Браво. А сега? Пази со ножот. Добро. Како го стави ти? Големо лажиче. И па дечки, ние вака се справуваме со ова што не снајде да нувива. На сите ви посекуваме бистра мисла и многу ментална сила и добро здравје. Чувајте се, грижате се за вашите најблиски, сватете ги сериозно препораките, седете дома колку што е потребно. Може би ова ќе потрае неколку месеци и ќе мораме вака да се снаоѓаме, но како и да е, важно е на долг рок да го издржиме сето ова. Во смисла за некоја година да можеме на дечињата да им раскажуваме што сме правеле една чудна пролет.